Можеше каде по-добро. Ми пукна левиот следач. Ако не се случи нешто, ќе напишам кепс. Не снимах нищо. Сакав да кажем дека не снимав ништо од вежбите за грб. Што? Опремата од тема се уште ми стига. И да. Направив lat pull и не се гледах ето таа таму како некоја варијанта на seated rows, само малку decline надоле. Експозијата е голем, не се гледа ништо, има јако светло. Стварно не знам како би го фатил грбот без ставак и ништо. Апсолутно никако. За 20 дена невежбање, ова е лудило. И да, толку беше од денешниот тренинг. Направив една вежба свари за нозе, leg extension, колку да ги размрдам нозеве. Стварно долго време немам вежбано покотко нозе. Нешто повеќе ќе кажам за тренинг и останатите работи кои ќе се враќам во кола. И толку би било денешниот тренинг за едукацијските унаводници информации.
станете уште кратко и се гледа. Сега приметив дека до сега најчив ми било упалено, така да ако цело видео е жолто-зелено како некој од поранешните, не замерувајте. Сега што правиме? Идам да исперам колата. Тоа е апсолутно невидно. Значи, доколку сте приморани на некаква поголема пауза од вежбање како ја, сим јас 20 дена не отидов во теретана, стварно имам некоја тешка причина за тоа. Изјам како азилант, тоа е што се прави. Пробајте тој период што не годите во теретана, да не ви биде баш онака лежечки. Пробајте некаква минимална физичка активност, трчање, склекови, стомачни згиби, нешто така. И пазите многу на исхрана. Да, за да не ви видам каури да снимам додека возам, ќе кажеме сега тука нешто повеќе. Како што реков, исхраната ќе биде најбитна во таа глупава фаза, кога што ќе треба да го оставите вежбањето поради X причини, но гледајте тие причини да бидат баш онака оправдани и на крај да ги оправдате. Јас делумно ги оправдав причините со резултатите што ги постигнав, нели? Можеше тоа да биде многу подобро, но да не се жалиме и на тоа што беше, пошто можеше да биде многу полошо. Многу голем дел студентите стварно падна, некои учеа повеќе од мене падна, некои учеа помалку од мене, добија подобра оценка и тоа е за луѓе. Но да не скренуваме многу темата. Добра исхрана, добар сон, подвижност, мала физичка активност и со тоа ќе го минимализирате губењето на мускул и талажењето на сало до некаде, сепак невежбањето да нема некаков голем ефект на вас, пошто видовте дека јас 130 бенч беше, успеав да ги кренам 4 пати, без да ми помогне споторот. Стотката беше одлична. Сега пампот не беше нешто многу добар, бидејќи од овие 20 дена невежбање малку имам, па да кажам, и намалено масти, пошто не сум до толку, не јадев до толку од се, малку пазев, но не до толку баш. И во делот на мускулите, кај што се запазува штрината и едно друго, чувствувам некакви промени. Се дали е тоа загуба на мускул или загуба на масти, па го чувствувам мускулот, стварно не знам, ама според тоа дека го чувствувам повеќе мускулот, верувам дека е поголема некоја мала штрина. Пак да не бегам од темата, ми паѓа веќе и раката ме боли. Добар сон, реков, добро организирано време пред се, да знаете кога ќе спиете, кога ќе јадете, кога ќе учите, ако учите, кога ќе се рехабилитирате од некоја поголема повреда, ако ја имате. И ако имате повреда на нешто, гледајте сите други работи, ако може да ги вежбате, дали ќе одите во теретана или со тегови дома или било како, гледајте да ги вежбате. Јас си опериран оде во теретана со ногата, ако имав проблеми со раката, пак оде во теретана. Повреди не се некој голем товар, голема препрека за вие да не вежбате. И да довршиме на брзина. Како да се справите со невежбање? Прво, видете дали е причината оправдана 100% и дали вие ќе оправдате, дали ќе го постигнете трудот што го вложувате за тоа што го заменувате со невежбање. Ако да, тогаш тие три работи, исхрана, сон и физичка активност, се неизбежни за да не загубите мускул и да не се здебелите, направите како на човечено од реклама за гуми белото, не знам како беше, како го најдам ќе го ставам тука некаде. Да, така мислев дека ја ќе си направам, ама ето, успев добро да изменаџирам, не направив денеска, направив тренинг, нареден не знам кога ќе биде, кога ќе се вратам во палестра и тоа е под знак прашалник, така да ќе видиме. Да го завршиме видео нешто тип на сам сулек, како што и почнав да снимам. Само до сега имам едно видео баш во Bigger by the Day, направено вака во кола. Друго нешто битно за да не загубите мускул додека не вежбате, нема. Исхраната, физичката активност, склекче, некои километари стрчани, стомачни згибови и добриот сон ќе ви помогне да го задржите мускулот што го имате,
дека ќе направите нов тешко, малку и невозможно, а дека ќе се здебелите ако ги пазите овие 3 работи, дефинитивно нема. Така да тоа би било тоа од ова кратко. Тоа беше тоа што го кажав за ова видео, повеќе нешто нема, темата е лесна, мала и кратка. Се надевам свативте нешто, научивте нешто ново. Ставите лайк, шер, сабскрајб, коментар ако може и се гледаме во некој од наредните видеа. Чао!